Ахмети оди на се или ништо за да го спаси Дуј од одговорност за сите криминали, па дури ако треба насила ќе отвори вратата за да влезе во владата и оттаму да го руши ВМРО ДПМН. Сценарио слично на тоа од 2008 и тоа од 2017 година. Тоа предвидува со сите средства, па ако треба и со насилство и хаос, да ги освои двете клучни места за албанците, Чаир и Гостевар. Со победа таму мисли дека ќе ја докаже тезата што и сега неуспешно ја продаваат, дека албанците не се застапени од нивните вистински представници во власта. Идејата е потоа со помош на странците да се изврши притисок врз Мицковски, да ги откачи вреди и да го земе него во владата, а оттаму тој и неговите како тројански конј би ровареле против ВМРО ДПМН. На крајот би се одело на избори, пошто Ахмети би си го зел својот верен приврзок СДСМ и со нив да си прави влада. Познато, нели? Сценарио веќе видено во минатото. Памтите, Дуи го направи истото во 2008 година, кога под силен притисок и од странците мораше да се збогува со ДПА и во влада да го внесе Ахмети. Кога успеа целосно да се позиционира и одвратне и однатре да ги растресе темелите на владата, Ахмети во 2017 го зададе конечниот удар. И покрај тоа што ВМРО ДПМН победи на изборите, Дуи реши да коалицира со СДСМ. Нормално со ами на странците. СДСМ ги направи сите отстапки и ја капитулираше Македонија, а Ахмети и компанија станаа милионери. И волкот сит и овците на број. И не знам дали приметувате дека како и во 2008 и во 2017, така и сега, Дуи повторно има помош од социјалдемократите, кои како што гледате, скроз кренале раце од изборите, па дури од Струмица и Центар. Целата машинерија на СДСМ е фокусирана да му помогне на Дуи. Само погледнете колку публиците доби Арсовска со шоуто во Чаир, но и убавите зборови што ги добива Османи. Слична улога има и Таравари со неговото политичко салто кога напушти влада и министерска позиција само за да му го испорача Гостивар на Ахмети. Но во едно сгреша. Сега немаат поддршката од ЕУ и САД, каде веќе дуваат различни ветришта. И второ, уште поважно, Мицковски не пие нафта. Тој е свесен и го предвидува сценарио на Ахмети и Филипче и затоа јавно им порача. За Дуи никогаш нема да има место во оваа влада.